Аудио упатство за избирачи со визуелна попреченост. Овој аудио прирачник е дизајниран да ги информира гласачите кои се слепи или имаат слаб вид за нивните права за време на изборниот процес и како да ги остварат овие права. Избирачите кои се слепи или имаат слаб вид, како и сите други гласачи, при остварување на изборното право, задолжително треба да ги почитуваат и применуваат усвоените протоколи од Државната изборна комисија, односно мерките и препораките за превенција и заштита од COVID-19, како и одржување на социјална дистанца на избирачките места. Право на глас имаат лица над 18 години. Како и другите гласачи, лицата кои се слепи или имаат слаб вид можат да гласаат доколку се запишани во избирачкиот список и ако имаат важечка лична карта или пасош на денот на изборите. Гласачите може да проверат дали се запишани во избирачкиот список преку пристап на веб страницата на Државната изборна комисија на следниот линк избирачкисписок.gov.mk. Во случај ако веб страната на Државната изборна комисија не е достапна за лицата кои се слепи или имаат слаб вид, проверката може да се направи и во просториите на Општинската изборна комисија. Ако гласачот при увидот утврди дека тој или таа не е запишан во избирачкиот список, има право да поднесе барање за запишување во истиот. Барањето за запишување во избирачкиот список го поднесува до подрачното оделение на Државната изборна комисија, со кое приложува и соодветна документација. Државната изборна комисија го заклучува и подпишува избирачкиот список најдоцна 10 дена пред изборниот ден. Поради здравствената криза од COVID-19, предвремените парламентарни избори во 2020 година ќе се спроведуваат во период од 3 дена, односно на 13, 14 и 15 јули. Избирачите кои се во домашен карантин поради позитивен тест на COVID-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат, а сакаат да гласаат, за тоа ќе известат Општинската изборна комисија преку полномошник. Државната изборна комисија ќе формира посебни избирачки одбори составени од здравствени работници кои на 13 јули ќе го спроведат гласањето на овие лица. Избирачите кои се слепи или имаат слаб вид кои сакаат да гласаат, а не се во можност да гласаат на гласачкото место, мора да ја известат Општинската изборна комисија најдоцна во рок од 7 дена пред денот на изборите. Известувањето треба да содржи име и презиме на гласачот, единствен матичен број на гласачот, адреса на живење, односно адресата од личните документи на гласачот според која тој е запишан во единствениот избирачки список, адреса на која гласачот ке гласа. Таа може да се разликува од адресата на живење, но само ако е во територијата на општината согласно адресата на живење на гласачот. Во тој случај, избирачкиот одбор го посетува гласачот на оваа адреса и таму го спроведува гласањето. Потпис на гласачот и документацијата која е во прилог, односно медицинската документација или решение за користење на туѓа нега и слично. Еден ден пред одржувањето на изборите, на 14 јули 2020 година, избирачкиот одбор со сите потребни материјали за гласање оди во домот на гласачот каде мора да му обезбеди тајност при чинот на гласање. По извршеното гласање, гласачот го превиткува гласачкото ливче и пред избирачкиот одбор го става во празен плик, потоа го запечатува пликот и го спушта во гласачката кутија која избирачкиот одбор ја носи со себе. Откако ќе гласаат сите лица кои се наоѓаат на листата за гласање во домашни услови, запечатената гласачка кутија со запечатените пликови од спроведеното гласање избирачкиот одбор ја остава на гласачкото место. На денот на изборите, на 15 јули 2020 година, избирачите можат да го остварат своето право на глас на избирачките места од 7 часот наутро до 21 часот навечер. Секој избирач мора да носи валиден документ за лична идентификација, односно лична карта или пасош.
Избирачот, кој поради попреченоста не е во можност да пристапи до гласачкото место и да гласа сам, има право да гласа со придружник по свој избор. Во случај кога тој или таа пристапува до избирачкото место без придружник, избирачкиот одбор ќе определи лице, придружник, од редот на присутните избирачи на гласачкото место. Гласањето на избирачките места е лично, при што гласачите гласаат еден по еден. Откако гласачот ќе пристапи до избирачкото место, започнува процесот на гласање. Процесот на гласање се состои од повеќе активности, а членовите на избирачкиот одбор се надлежни за нивното правилно спроведување. Првиот чекор од процесот за гласање е проверка на гласачите. Гласачот треба да ја подаде десната рака, за да може членот на избирачкиот одбор со UV ламбата да помине преку целиот десен палец за да провери дали има траги од невидливиот UV спреј. Доколку избирачот нема десен палец, проверка се врши на палецот на левата рака, а доколку избирачот нема палец на двете раце, проверката не се врши. Откако ќе се провери гласачот, се проверуваат неговите документи за лична идентификација. Избирачот му доставува лична карта или пасош на членот на избирачкиот одбор кој го потврдува неговиот личен идентитет. Постапката продолжува со проверка и потпишување во избирачкиот список. Членот на избирачкиот одбор проверува дали гласачот е запишан на избирачкиот список. Ако гласачот, кој е слеп или има слаб вид, е запишан во избирачкиот список, може да користи граничник за потпишување кога се потпишува или става отпечаток од прстот на местото резервирано за потпис. Со помош на граничникот за потпис, избирачот може да се потпише на точното место во избирачкиот список во колоната за потписи до неговото или нејзиното име и презиме, со што ќе се намалат евентуалните грешки при потпишувањето во избирачкиот список. Следниот чекор е издавање на гласачкото ливче. На гласачот кој е слеп или има слаб вид, целата постапка за гласање треба да му биде објаснета од страна на членот од избирачкиот одбор. Гласачот има право да одлучи дали ќе гласа без или со шаблонот на Брајово писмо. Кога гласачот сака да гласа со шаблонот, мора да биде запознаен дека гласачкото ливче се наоѓа внатре во шаблонот. На предната страна од шаблонот е испишана на Брајово писмо целата содржина од гласачкото ливче, а на местото кај што се редните броеви, пред листите, кандидатите за кои се гласа, постојат отвори за заокружување. Со шаблонот за гласање може самостојно да гласаат и гласачи кои се слепи или имаат слаб вид, а не го познаваат Брајовото писмо. Овие гласачи со допир на редните броеви пред листите, кандидатите, може да го пронајдат бројот за кого сакаат да гласаат, а со спуштањето на пенкалото во отворот, самостојно и правилно ќе ја заокружат бројката. При носење на шаблонот на Брајово писмо до параванот за гласање, гласачот не треба да го свртува шаблонот на друга страна за да не го изгуби редоследот на редните броеви. По приемот на гласачкото ливче и шаблонот за гласање, следната постапка е обележување на гласачот со UV спреј. Гласачот треба да ја подаде десната рака, за да може членот на избирачкиот одбор да го обележи со UV спреј на десниот палец. Доколку избирачот нема десен палец, обележувањето се врши на палецот на левата рака, а доколку избирачот нема палец на двете раце, не се врши обележување. По обележувањето, гласачот се испраќа зад параванот за гласање. Гласачот кој гласа со придружба, заедно со придружникот, може да пристапи зад параванот за гласање. Гласањето задолжително се врши зад параванот. Придружникот му ги чита сите листи, кандидати, го прашува гласачот за која листа сака да гласа и му го покажува редниот број пред листата на кандидати за која гласачот сака да гласа. Во случај гласачот да не користи шаблон за гласање, придружникот го заокружува бројот на кандидатот наместо гласачот кој е слеп или со оштетен вид, бидејќи гласачот не е во можност сам да го заокружи гласачкото ливче.
Ако гласачот користи шаблон за гласање, тој или таа може самостојно да го заокружи бројот на кандидатот за кого сака да гласа. По заокружувањето на бројот, да го отвори шаблонот и да го превитка гласачкото ливче. Кога го превиткува гласачкото ливче, гласачот мора да внимава предната страна на гласачкото ливче да остане внатре, за да се сочува тајноста на избирачкото право. Гласачкото ливче го превиткува најмалку 2 пати. Шаблонот на брајово писмо не смее да се остави во параванот за гласање. Гласачот го предава на член на избирачкиот одбор. Последниот чекор од процесот на гласање е ставање на гласачкото ливче во гласачката кутија. Придружникот му помага на гласачот при движење до гласачката кутија. Гласачот самостојно го става ливчето во кутијата. Придружникот го става ливчето во кутијата само во случај кога гласачот кој е слеп или има слаб вид, има и физички недостаток поради кој не може да го стори тоа. По гласањето, избирачот се враќа кај избирачкиот одбор за да му го вратат личниот документ за идентификација. Лицата со попреченост имаат право да гласаат самостојно, на еднаква основа со другите, преку обезбедување на достапни услови за независно гласање. Ова аудио упатство е овозможено со подршка од американскиот народ преку Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен развој USAID. Искажаните мислења се на инклузива и не ги одразуваат ставовите на USAID или владата на Соединетите Американски држави.